По помалку од една деценија падна дуополот во Македонија. Со влезот на нов телекомуникацијски оператор, македонскиот мобилен пазар конечно добива вистинска конкуренција, кој треба да донесе пониски цени и поголем избор за македонските граѓани и корисници. One Македонија денеска ја доби лиценцата за 5G радиофреквенцијски спектар од Агенцијата за електронски комуникации и официјално ќе работи како трет мобилен оператор во Македонија. На 14 јануари беа уплатени 8.020.003 евра, со што беа исполнети сите услови компанијата да ги добие трите одобренија. За да бидеме целосно независни, се разбира, тоа бара време и тоа не е едноставно за некој кој што прв пат влегува на пазарот. А од друга страна треба да им понудиме на нашите клиенти покриеност низ целата територија, заради тоа да ќе користиме и мрежата на нашите конкуренти и ќе имаме на така наречен национален роаминг. Од АЕК не ја исклучуваат можноста во иднина да се воведе и четврт оператор, а во однос на префиксите ќе се разгледуваат соодветни решенија. Потребно е само да се поднесе барање до операторот, пошто врз основа на анализите и слободните серии што ги имаат на располагање, ќе им биде доделен број. Има, не е невозможно. Тешко, ама има. Има можности за четврт оператор. Зашто да не? Ако има интерес. Како што успеавме да имаме трет, ние као регулатор, значи, пошто ние законска обврска, значи, да зголемиме конкуренцијата, има можности за четврт оператор. Процесот за воведување трет мрежен оператор за мобилни мрежи и услуги почна минатата година, откако групацијата 4IG преку својата подружница One Македонија телекомуникации на 17 декември 2024 година официјално достави писмо за намери до АЕК, каде што изрази интерес за обезбедување достапни радиофреквенции како дел од планот за влез на телекомуникацијскиот пазар како нов оператор во државата. Новиот оператор до крајот на март 2027 година треба да покрие еден град со 5G, а до крајот на 2028 година главните коридори. До 2030 година треба да бидат покриени сите градови во Македонија, а до крајот на 2032 година се очекува секој граѓанин да има можност да пристап до интернет преку 5G со минимална брзина на пристап до интернет од најмалку 100 мегабити во секунда. Според најавите, новиот оператор треба да инвестира околу 100 милиони евра во изградба на сопствена мрежа. Компанијата веќе има склучен договор со Ериксон за набавка на опремата, а во меѓувреме може да ја користи инфраструктурата на веќе постоечките мрежи.